години формирање и постојање на нашето сдружение. На почетокот би сакала да ве поздравам сите, председателката господин Вакандова, членовите, активисти, сегашни и бивши кои што ги гледам тука, се заедно вечерва со нас. 15 години споделување на заедничка мака, заедничко еколошко зло, поради кое што ги се обединивме, да се бориме поставно да направиме да изчезна за секогаш од нашиот град. Сепак денес можам да заклучам дека детските солзи се уште течат. За жал и се уште ќе течат, се додека не се изчисти почвата на која што си играат нашите деца. Драги гости, наши соработници, благодарност до вас, до сите што дојдовте на оваа наша скромна прослава, 15 години од постоењето на Друштвото за родители за грижа за здраво поколение. Дружението јас го сметам како мое трето дете, како дете кое расте. Значи, моето дете денеска напуни 15 години. Го создаде господјата Сонја Гаврилова, значи го научи да оди, до 7-та година она го водеше, да зборува, го запозна со својата фамилија, со почиите. Потоа господинот Сашко Андреевски го запише во прво оделение, го научи да чита, да пишува. Се социализираше и мене некако ми остана најтешкиот дел, оној од 13 до 15 години, тинејџерскиот дел. Значи, детето стана тинејџер, има своји потреби и своји насоки. Сега јас треба правилно да го насочам, да не тргне по патот на пороци, да ја одбере својата вистинска професија, да го научам да зборува англиски јазик, бидејќи му треба постојана комуникација. Успеавме климатската рехабилитација да ја донесеме до еден врв. Значи, претходната година однесовме 400 дечиња од Република Македонија на климатска рехабилитација. Се надевам дека и оваа година ќе успееме со доста големи напори да успееме да однесеме 400 деца. Воспитувачкиот тим. Значи, прекрасни млади луѓе кои што ги водат децата 14 дена на климатската рехабилитација, своето знаење на кој го стекнале тука во Македонија и на интернационални семинари, го спроведуваат врз тие деца и мислам дека даваат една правилна насока на тие деца. Оваа година го спроведовме 8 пат активноста, манифестацијата да трчаме здраво е, на која присуствува голем број на членови. Да нагласим дека јас како единка не можам да успеам сама да ги направам сите тие активности. Значи, постои зад мене тим кој што можам слободно да се подпрам на нив и во било кое време да ме заменат и да ја завршат таа работа која